не прва недела во месецот, кога според нашата традиција служиме Господ на трпеза, но ние се водиме од Божото Слово, а и овој месец имаше, мислам дека 5 недели, така да не сме зели одамна и календарски, иако не е првата во месецот, текстот ни вели прва недела во месецот. Може да земете Господ на трпеза. Ние не робуваме на денови, не робуваме на некои такви правила, традиции. Се раководиме од библискиот текст, кој е така доста предизвикувачки оваа утро, говори за Господната трпеза, а и раната црква, традицијата на раната црква била секоја недела, тоест на секој собирање, да служат и Господна трпеза. Тоа е и запишено и во Делата на апостолите, 2 глава, на крајот кај што го дава описот на првата црква која се формираше во Ерусалим, а и раните христијански книги исто така пишуваат дека верните секој ден постојано се собирале во молитва, во слово и во кршење, тоест јадење заедно, каде што се служила и Господова трпеза. Така да не сме посебно подготвени и нема потреба од некоја посебна подготовка. Текстот верувам дека најдобро ќе не подготви за една таква средба со нашиот Господ Исус Христос. На крајот на краиштата црквата секојдневно го правила тоа, постојано го правила, бидејќи Господната трпеза, учеството во неа носи некако посебно блаженство. И затоа многу и учења се развиле околу трпезата, што е левот, што е виното, се стигнало и до некоја така длабока мистика околу сето тоа, зашто не навраќа сепак Господната трпеза, но не е најважен чин од службата на Господ Исус, неговата жртва на крстот. И кога стоиме пред трпезата, кога држиме во раце лепи вино, за кој велиме дека е се телото и крвта на Господ Исус, самиот Господ Исус присуствува. И тој со неговиот дух ги умекнува нашите срца, доаѓа во нас и не охрабрува, не освежува да продолжиме напред. И многу пати во искуството на христијанинот, во неговиот живот, и ние тоа сме го усетиле, во миговите кога не било и мачно и сме биле слаби, токму мигот на јадењето на лебот, пиењето на виното, таа средба, тој миг на средба со Христос, сме биле посебно охрабрувани и Господ Исус действал на посебен начин. Има такви мигови. Има мигови кога јасно се чувствувал како стар ластик кој бил растегнуван до максимум, пак попуштен и со секој растегнување се кине по некој ластиче внатре. И сте виде таков стар ластик кој веќе ја загубил и флексибилност и кога ќе го опнете веќе до крај, секој момент може да се скине. Има такви ситуации во нашиот живот. Тегнати, попуштање и се мислиме дека веќе последното или конечното растегнување настапило, кога ќе се скинеме и ќе паднеме, кога немаме веќе сили за ништо и си велиме Господи, и служењето веќе ми е претешко, и животот, и не можем понатаму, и тогаш токму таквите мигови како Господната трпеза и застанувањето или пред чинот кој не подсетува на Христовата жртва, на маките на крстот, на раните преку кои сме исцелувани, доаѓа и не освежува, не обновува и дава нова сила. Продолжиме и да по силата, во благодата на Бог, да го правиме она што тој го сака од нас. Јас верувам дека и пак ќе искусиме на таков начин таа Господна трпеза. Значи, овој текст кој го прочитавме е составен дел од новата тема. Новата тема која започнавме минатиот пат. Во 11 глава на ова послание, прво послание до Коринтијаните, минатиот пат видовме дека се занимава овој нов дел од посланието со практичната богослужба, со самата служба, со самата црква, со самото собирање, додека довдека во момент тој се занимаваше со поединци случаи на блудство или кавги така натаму, сега
гледаме разгледување, тема на разгледување е службата и однесувањето на луѓето на самата служба. Видовме како жените се бунтуваат на некои правила, тоест го видовме односот меѓу мајот и жената. Понатаму ќе видиме како ги практикувале дарбите на самата служба, тоест изопачувањето од тој поглед што се случиле, а измеѓу е Господната трпеза и изопачувањето кои се случувале на самата Господна трпеза. Некои изопачувани, скривувани во разбирањето и практикувањето. Со таа тема веќе се сретнавме во 10 глава, но таму перспективата беше малку подруга. Таму тоа спомна, апостол Павле спомна Господовата трпеза, за да не запознае со нашето соучество на самата трпеза со жртвата на крстот. Ние преку Господовата трпеза покажуваме соучество. Стануваме едно со телото и крвта на Христос. И тој го кажува тоа во контекст пак на практикувањето на некои нешто во идолските храмови, јадењето на храната во тие храмови. И како што вели и апостол Павле објаснува како што во црквата на Господовата трпеза ние стануваме едно, така и во тие идолски храмови, учеството на тие практики таму не прават едно пак со демоните кои стојат за тие идоли. И таму е таква поентата. Додека овде веќе во 11 глава апостол Павле се занимава со самиот проблем кој го имале луѓето во црквата, односно Господовата трпеза. Очигледно дека имало доста недоразбирање, конфузија и неправилности, и апостол Павле дава некакви корекции. За да не биде така по-разбирлив, бидејќи долг текстот, 17 стиха, тој природно е поделен на неколку делови. Во првиот дел, од 70 стих до 22, кажува во што се изопачувањата, во што е проблемот. Потоа од 23 стих до 26 кажува а што е всушност Господната трпеза, тоа се враќа во онаа ноќ кога Господ Исус пред да биде фатан вечераше со учениците и остави таа заповед, тој аманет да ја служиме Господната трпеза. Тоест, апостол Павле следи еден многу правилен принцип. Кога се искривиле работите, треба да се вратиме назад од дономот каде што се искривиле на основите. Основите што Христос ги даде за Господовата трпеза и на крајот во последниот дел дава насоки како да се реформира сето тоа. Тоест, ја реформира практиката во самата црква. Онаа изопачена практика. Не кажува само што е проблемот и како треба да биде, туку начинот на кој ќе се вратат на суштината, на вистината за Господовата трпеза. Значи, прво, изопачувањето во овие 5-6 стиха, од 17 до 22. Ги прочитавме веќе, нема пак да ги повторуваме, ќе се навратиме на некои поенти, што овдека се забележуваат, но основното предупредување всушност го дава овдека апостол Павле е дека треба сериозност, треба одговорност во живењето на животот во вера, на христијанскиот живот и во практикувањето во службата. Бидејќи ако не сме внимателни, ако не сме одговорни, има последици. Наместо благослов ќе жнееме дисциплинирање, осуда, укор од Бог. И тоа е основната вистина која можеме да ја така издвоиме во целиот овој текст и посебно нели во почетниот дел и на крајот на овој долг текст. И бидејќи се сериозни работите, Павле започнува со незадоволство. Ако се сеќавате самата глава, 11 глава, во вториот стих, Павле започна со пофалба. Рече: ве пофалувам за тоа што се држите за апостолската традиција, за апостолското учење, за апостолското предание. Но овдека го менува тонот. Тоа многу сериозно го менува тонот. Нема пофалба, туку на два пати, може да забележите, во овој текст и во 22 стих, нели, и потоа
на крајот, пак, нели, од 22 стих, вели, не можам да ве пофалам. Заповедајќи ви го ова, не можам да ве пофалам. На крајот на 22 стих вели, што да ви речем, да ве пофалам ли за тоа? Не ве пофалувам. Тоест има очигледен укор. Очевидно дека се случувало нешто во црквата во Коринт, во однос на нивните собирања, служби, во кои секој составен да е била и Господната трпеза. Реков, како што кажа Гадо, составен дел биле вечерите, заедничките вечери, но во сето тоа се загубило нешто многу важно. Ја пропуштиле суштината. И затоа им вели, не можам да кажам ништо добро, не можам да ве пофалам, во 70 стих, зашто вие не се собирате за подобро, туку се собирате за полошо. Овдека зборот собирате, на два пати е спомнат во овој текст, значи собир, собирање, значи служба. Тоест, сите онаа богослужба што си имале тогаш во тоа време. Кога говориме за богослужба, такви сме ние, во нашите разбирања сегаш вложуваме она што сме ние. И за љубовта, и за се друго. Па и кога кажеме служба, веднаш, и кога читаме за служби, веднаш во глава ни доаѓа ова што е овдека. Столови наредени, или клупи, некои што стои напред, и другите слушат и така. Има на почетокот славење, проповед, молитви, славење, така натаму. Не се тоа собирањето во древноста. Во древноста луѓето се седеле на маси, со јадење, имало славење, имало молитва, имало слово, имало Господна трпеза. Но сето тоа било во вид на заеднички јадења. Службата се состоела од она што и денес, но во еден сосема поинаков вид. И они справиле секако што треба, се собирале. Имало слово, имало поуки, се молеле, имале духовни химни кои ги пееле и славеле Бог. Имало сосема дел од тоа и причеста, Господна трпеза. Тоест, така надворешно, формално, се било во ред. Се било добро, се собира. Меѓутоа, вели на крајот, резултатот е полош отколку на почетокот. Вие доаѓате, правите се како што треба, но наместо да биде, и тука апостол Павле користи степени на споредба. Не вели сето тоа е за добро, не вели сето тоа е на крајот завршува за лошо, туку за уште полошо од колку што било лошо на почетокот. И на почетокот е лошо, сите ситуација е лошо, но со секој собирање станува уште полошо. И тоа е правило. Ако нешто не е за добро, е за лошо. Ако не е за подобро, од тоа што било порано, ќе биде за полошо од лошото што било. Тоа е, како некакво правило. Така да, имало нешто во црквата што штетело, самите богослужби биле, така да кажеме, токсични за нив. Наместо да делуваат со благодат, со благослов, тие делуваат како канцер, кој ги јаде, ги уништува духовно. Така да кога нешто не е за подобро, а за полошо, се појавуваат, Павле тоа го вели, така, ако не е за подобро, полошо, а кога е за полошо, не води кон единство, самите вечери тогаш би требало да бидат манифестација за единството во Христос, што го имаме. Наместо да водат, кога е за полош, наместо да водат кон единство, тие водат кон разединување или водат кон расколи. Туку потреба Павле два збора, јас се обидов да ги издвојам, да ги дадам во оригиналниот текст. Првиот збор е истиот оној збор што го потреба во првата глава 11 стих. Уште таму Павле вели, чув од блиските на Хлој дека меѓу вас има разделување или поделби или расколи. Тука зборот е схизма. Зборот схизма значи раскол или поделби, разделби. Но за разлика од она што го пише Павле во 11 во првата глава, каде што поделбите беа на, така да кажеме, основа на авторитети. Имаше Павлови, Петрови, Кифови и така натаму. Овдека
додава еден друг збор, разделување, кој во оригиналот текст е хересис или хереси или ереси. Така, меѓу вас има разделувања и двата збора и схизма и хересис означуваат поделби. Меѓутоа хересис вклучува и некое друго така, малку подлабоко значење. Во историјата зборот ерес добил поинакво значење на лажно учење, на лажна доктрина. Тоа е, и ние денес кога ќе кажеме ерес, веднаш во главата ни доаѓа некаква лажна доктрина, лажно учење. Меѓутоа, основата на зборот е раздел, поделба. А поделбата, кога се спомнува ерес, е заради некакви погрешни представи, лажни представи. Се разделуваат христијаните, се поделуваат на основа на учење, на разбирања, и притоа се разбира има правилно учење, има и лажно учење. И најлошите поделби во црквата кои се случиле или расколи биле на база на учењето, на база на погрешните учења. И затоа зборот ерес во историјата почнува да добива значење на лажно учење, бидејќи во историјата се случило така да поделбите во црквата или расколите се на база на такви лажни учења. И тука имаме, и затоа е употребата на овој збор, погрешна представа за едно многу важно и, да кажеме, клучно учење во христијанството, тоа е Господната трпеза. Многу важно учење. И последиците кои ги гледаме се поради тоа предизвикани сериозните последици, бидејќи толку важно учење добива друга содржина и суштина. Но, така, забележувам овде дека за разлика од првата глава, додавање на или на друг збор, имаме поинаква поделба, не е поделбата само на авторитети, група на Павле, група на Петар, група на Аполос, група на Христос. Немаме такви фракции, но имаме друг вид на фракции овде. Ке ги видиме какви се фракциите. На друга основа се предизвикани. А тоа произлегува од неразбирањето на Господовата трпеза. Но она што исто така прави впечаток и зачудува, никој не сака поделби. Ако некој сака поделби, нешто не е во ред. Павле овдека вели потребно да има, добро да има поделби. Зачудува, но и кажува причината. И во поделбите Бог прави нешто. Кога има такви разделување, посебно во такви ситуации кога има учења, правилни ереси, вели по-добро е. Зошто? Да се истакнат подостојните. И тука пак употреба збор кој само пред 2 глави го употреби, кога за себе си Павле говореше, јас се трудам, се мачам, работам, се правам, јас кој проповедам на крајот да не се покажам недостоен или отфрлен или дисквалификуван, тоа е зборот докимос. Докимос збор, што кажавме, значи нешто потврдено. Од тука зборот документ, доказ. Нешто потврдено, докажано, проверено, нешто дека е вистинско. Така вели, добро е да има, или апостол Павле, зашто во таквите моменти се издвојуваат докажаните, оние кои што ќе изберат вистинска страна, и не лажните всушност, невистинските. Секаде има какол и жито. И во таквите ситуации, вели апостол Павле, во тие разделување, во тие расколи, ќе се покаже житото, ќе се покаже и каколот. Сега не знам колку тоа точно, јувелирите, они што се занимаваат со накити, со злато, со диаманти, вела дека има многу едноставен начин како да се препознае вистинскиот диамант од лажниот. Не знам дали е точно тоа. Многу информации има на интернет, многу од тие не се точни, но според таа информација, едноставен е методот. Диамантот, нели знаете тоа, дека не содржи сјај. Тој не е извор на сјај. Тој само одразува, прекршува светлина и така дава сјај, кој самиот него содржи. И вела дека ако во чаша вода се стави и лажен и вистински диамант, лажниот ќе престане да одразува сјај, зашто не може во водата да прекршува светлина, додека вистинскиот диамант ќе продолжи дури и во чашата со вода да го покажува сјајот. Многу едноставен метод, видите.
ако е вистински. Така да, идеята овдека е, се случуваат такви работи, вели апостол Павле, и потребно е да има такви работи, зашто да се види сјајот, дали е вистински или е лажен. Тоест, во секој таква ситуација, историски погледнато, се појавуваат групи. Се појавуваат групи кои и решенијата што ги зимат луѓето за некоја група, таквите разделувања, основата кај различните луѓе е различна. Некои се интересираат од вистината, од Христос. Некои самата реакција во моментот на такви проблематични ситуации исто така покажува дали е дијамантот вистински или е лажен, дали светлината е вистинска или има само темнина. Основата на која се зема решението, дали е вистината или пак припаѓам, избирам некоја група, избирам некоја фракција во таа поделба, зашто имам корист од тие луѓе или затоа што имаме заеднички непријател. Многу пати во историјата на поделбите општиот интерес, заедничкиот интерес е причина, а не вистината, не правдата. Така да апостол Павле вели, добро е зашто во таквите ситуации ќе се покаже, ќе се документира во практика кој е вистинскиот, каде ќе заплеска вистинската вера во Христос. Во тие ситуации Бог создава автентична црта во карактерот и сака да види дијамант кој сјае, сака да види вистинска побожност. И така гради, така просејува, така насочува, ја утврдува црквата. Значи, имаме проблем, не се собираат за добро, за полошо, и на крајот тоа се разбира води кон поделби. А која е баш вистинската причина? На која база тие се поделуваат? Вели, кога се собирате така заедно, тоа не значи дека јаете вечера Господова, зашто на јадењето секој брза да ја земе својата вечера пред другите, така што еден останува гладен, а друг се опива. Поделбата овдека понатаму веќе се гледа, немате ли куки за да јадете и пиете, или ја презирате црквата Божја и ги срамотите оние што не се имотни. Што да ви речем, да ве пофалам? Не, ова не ве пофалувам. Така. Имаме поделба на богати и оние што не се имотни. Сите вечерата луѓето си ја носеле сами. Секој си ја носел вечерата и очигледно дека секој си го јадал, си сркал од она што самиот си го подготвил дома. И ова не е толку далечно или толку непознато или пак толку невообичаено за културата од тоа време. Ние денес сме по-хумани, денес ми сме по-социјално изградени, така ориентирани, не делиме на класи, на социјални слоеви, на заедничките настани, иако има и такви случаеви, но во древноста било сосема вообичаено на еден настан да се категоризираат луѓето. И тоа многу јасно. Има еден римски проконзул во Витинија, Плиний Помладиот или Плиний Джуниор, кој оставил една доста така богата архива на кореспонденција од крајот на првиот век со тогашниот император Трајан. И во таа кореспонденција тој многу говори за културата, за практиката во тоа време. Меѓу другото, и тој е заслужен, Плиний Помладиот, за да биде за Римската империја за прв пат во историјата, тоа некаде 105 година, за прв пат да подготви законска основа за третирање на христијанството. Тоест, тој е заслужен, бидејќи има многу христијани во неговата, таму каде што тој е конзул, да самиот император, самата империја да заземе став спрема христијаните. Тоа за прв пат се случува
105 година. До тој момент империјата нема никаков став спрема христијанството, спрема христијаните. И тој во неговите писма опишува како се случувале вечерите. Вели, ќе ме поканат во некој дом, на некој угледен човек, и јас и мојот придружник и неговите така соработници, кои се од високата класа, добиваат најубави чинии, добиваме најубава храна и најубаво вино. Потоа, подалеку, настрана, се оние од понискиот слој, помалку важните, и те имаат и храна по-лоша, и јад, и прибор, и сами чини, и се друго што не се дава. А на крајот пак се оние кои, сосема настрана, се оние кои биле робови, па добиле слобода и малку напреднале, така, добиле некој социјален статус. Тие го имаат најлошото вино, најлошите прибори и најлошата храна. Това било вообичаено во културата. Проблемот е што истото тоа се случувало и во црквата. И во тие средби на тие служби каде што се јадело заедно и каде што требало да се одбележи Христовата жртва на крстот. Така да гледаме дека секој, богатите си носеле храна, си седнувале заедно да јадат од убавото јадење, зашто робовите немале и убаво вино, немале ниту пак доволно јадење, убава храна, и така се поделила црквата. И овдека основата за поделбата е социјална. Богатите си јаделе од своето, си носеле во изобилство вино и се опивале. Дури за да нема да не се случи некако некој да јаде од бедните од нивната храна, доаѓале и порано да си јадат, да изедат колку што можат повеќе и не се чекали. И така некои станувале гладни, а некои дури се пријадувале и се опивале. И тоа тука е основниот проблем. Сосема се загубила суштината на Господовата трпеза. Затоа вели, не ве пофалам во никаков случај. Господовата трпеза која е свет настан, која има длабока суштина, на крајот се и самата служба, како служба, на крајот се претвора во пијанска забава и каде што има јадење и пренаситување и пиење и така натаму. Ништо свето, ништо заради кој Бог би действал со благодат, со милост и би ги исполнувал срцето со некакво блаженство. Кој е тука сега некој таков предизвик? Причината за поделбата е во тоа време социјална. Причината за неправилниот однос кон целиот тој настан е чисто така човечки. И едно прашање како ние или каква е нашата реакција во срцето, инстинктивна, кога околу нас, во нашето окружување има некој кој не ни е померка. Може да биде причината социјална, може да биде стигмата образовна, јас сум образован, тоа е прост или глупав. Може да биде и доктринална. Јас верувам во една доктрина, сега го збориме за второстепени доктрини кои не се важни за спасението. Јас верувам јас имам некаква представа за некој прашање, друг има друг, или пак не ни се допаѓа личноста зашто ми кажува вистини. Може да бидат различни, нели, причините. Така да ние може надвореш да правиме секако што треба. Да се поклонуваме, да пееме, да се молиме, да слушаме. Меѓутоа, на крајот пак се да биде за полошо, отколку за подобро. Зашто гордоста, суетата, желбата за слава, себичноста, сето тоа може да действа така токсично, што ќе го загади секој миг што ние го поминуваме овдека на служба. Тоа е причината да се стигне до такво изопачување во црквата во Коринт. Значи, тоа е проблемот. Поделбата која доаѓа од стереотипи, од алчност, една вечера која треба да
покаже единство, бидејќи пред Христос, пред неговата жртва и робот и господарот се еднакви. И царот и слугата, и богатиот и бедниот, сите се еднакви. И службата, собирањето, треба да ја покаже таа еднаквост како семејство, во кое нема поделби. Во едно семејство сите се еднакви. Во едно семејство нема групирање на едниот да добие подобро од другиот. Така треба и Господната трпеза и самата служба, нели, е манифестација на тоа единство. Сето тоа се изопачило. Сето тоа се загубило. И затоа апостол Павле ги враќа. Што е Господната вечера? И овдека цитира, буквално цитира, се оно што Христос го кажува вечерта пред да биде фатен, кога тој имаше паскална вечера со учениците, кога јадеше заедно со нив. Ги истакнува поентите на таа вечера. Зашто заборавиле луѓето во Коринт. Што е Господната вечера? Она што е овдека се истакнува, нема да го читам, веќе го прочитавме, вели, лебот и виното, кои биле елемент и на пасхалните вечери, кои евреите во историјата се ги конзумирале, сега добиваат ново значење. Им вели Господ Исус. Им каже на учениците, тој имаше со нив вообичаена паскална вечера, каква што со векови имале евреите. Но на таа паскална последна што Исус има со учениците, тој дава сосема ново значење на елементите. Вели, тој леп што го јадете, тоа вино, нели, што ја пиете, тоа сум јас, мојата жртва на крстот. Во тоа се открива таа самопожртвувана љубов на Христос, која се покажа кон секој грешник кој со покаяние ќе се сврти кон него. Склучи нов завет Господ Исус на таа вечера. И тој нов завет ветува со него. Таква близина како што немаше Стариот завет. Во Стариот завет беше ветено дека Христос ќе дојде, ќе се засели, ќе се всели, ќе живее во вас, со вас и така натаму. И тоа се случи со Христос, со неговата жртва. Така, тој завет, нов завет, значи вселување на Христос во нас. На крстот тој умре за да тргне секоја пречка, да тој да биде, ние да го конзумираме. Така, кога јадеме леб, кога јадеме вино, како што лебот станува дел од нас, како што ние го асимилираме и лебот и виното влегуваат преку крвта во секоја клетка и не освежуват, не хранат, не зајакнуват, така ние го примаме Христос. Така ние го конзумираме Христос преку верата во Евангелието. И тој станува дел од нас. И тој не зајакнува, тој не освежува. Многу јасно Господ Исус рече, ако некој не јаде од мене, ако некој не пие од мене, ако мене не ме јаде, мене не ме пие, нема да има спасение. Во Јован 6:55 јасно го каже. Господовата трпеза е чин во кој осознаваме многу јасно дека ние се храниме со Христос. И хранејќи се со неговото тело, со неговата крв која беше принесена во жртва, ние се освежуваме, ние јакнеме, ние се градиме и ние живееме вистински духовен живот. И тоа е вистинското значење на Господовата трпеза. Ние всушност на Господовата трпеза имаме средба со Него. Средба со живиот, воскреснатиот Христос. Средба во кој тој доаѓа на еден нов, уникатен начин, свеж начин да биде со нас. Значи, тоа е првото што го истакнува. Мојата крв, моето тело, ова е моето. Мојата крв, моето тело кое ве храни, ве спасува, ве зајакнува. Правете го ова за мој спомен. Секој пат, вели, кога имате, и затоа старите, древните христијани на секој собирање да еле Господова трпеза, да се подсетуваат на она што се случи на крстот, бидејќи на крстот се добива се што имаме. Без крстот немаме ништо. Заради крстот имаме се. Така, тој е момент кога ние се подсетуваме на таа жртва, кога Христос се даде себе си праведен
за неправедните. Жртвата во чии што рани ние се лекуваме. Тој го зеде на себе гневот Божи за ние да не страдаме. Тоа е чин на подсетување на големата жртва. И на крајот вели и објавувате Христовот, го објавувате тоа Христово дело. Тоа е кога јадете секој пат и објавувате смртта на Господ додека тој не дојде. Јадењето на Господовата трпеза, држењето на лебот и виното е проповед. Секој проповеда и секој вели Христос умре за мене, Христос умре за тебе. Зборот објава значи проповед. Во самиот збор има нијанса на да пренесеш порака, некаква, да порачеш нешто. Секој взимање на Господовата трпеза е пренесување на порака, откривање на порака. И јас тоа ќе го правам додека тој не дојде. И треба да трчаме до краја, додека не ја поминеме целта. Зашто тамо на целта не чека тој, воскреснатиот, вознесениот. Не чека да не пренесе во вечната слава. Не чека да бидеме заедно со него во целата вечност. Ке го гледаме лице в лице. Тоа е пораката на Господовата трпеза. Тоа е проповедта што секој кога јаде ја проповеда таа проповед. Коринтијаните ја пропуштиле таа длабока поента. Заборавиле дека лебот и виното не е обична храна како секоја друга храна. Дека не можеш ти да го вклучиш лебот и виното како дополнение на некоја гозба. Или се ќе биде во светлината на Христовата жртва, или ништо нема да биде. Не можеш ти да додадеш само еден дел. Така да вистинското значење било загубено во таа нивна опијанатост од поделбите, од гревовите, од суетата, од гордоста, и се загубили таа сила што светата трпеза ја носи. Благодата што ја носи, благословот што го носи. Силата што ја дава Господовата трпеза. И затоа на крајот апостол Павле им говори за реформација. Лична реформација и реформација на причестата. Не ги остава да останат во калта на заблудата, туку им дава насоки како да коригираат. Еден стих кој така остава повторно дилема, вели: оној што недостојно јаде од овој лепи пие од чашата Господова, виновен ќе биде спрема телото и крвта на Исус. Изборот недостоен, што значи недостоен пак тој избор, го имаме овдека. Недостоен значи ли некој кој не е доволно свет? Можеме ли ние да направиме категории на христијани посвети, помалку свети, и некои ќе взимаат Господа, некои нема да взимаат, или пак некои ќе им даваме само леп, на другите ќе им дадеме и лепи вино, како што во некои цркви се прави. Например, во католичката црква се дава само леп, не се дава вино, зашто обичните луѓе не се достојни да пијат од виното, од крвта на Христос. Само свештениците може да пијат вино и леп. Нема таква поделба, никој не е достоен. Христос умре за грешните. Така да, ние треба да се стремеме кон свето се повеќе и повеќе. Но тоа нема да не направи, да ни даде право да взимаме Господната трпеза во споредба со некој друг. Така да, ние секогаш ќе бидеме недостојни во тој поглед, што ние сме грешни. Достоинството доаѓа од Христос, од неговата милост и благодат. Така да овдека станува нешто, збор за нешто друго. И тоа го кажува јасно понатаму, во 29 стих. Кој јаде и кој пие недостојно, пие и јаде осудување, бидејќи него разликува телото Христово. И сега пак уште еден збор кој може да донесе малку дилема. Кој е тело Христово? Тело Христово е и црквата. Во контекстот имаме тело Христово, навистина телото кој се принесе во жртва на Христос. Дали овдека имаме дали поентата дека тие кои го прават тоа не осознаваат дека сите тие се тело Христово во кое треба да има единство. И многумина така гледат на овој текст. Меѓутоа, поентата е, тоа е големиот проблем овдека е дека апостол Павле цело време говори за леп и вино кои се тело и крв на Христос.
Не говори за луѓе кои се органи на Христос и кои сочинуваат црква како тело. Туку самиот Христос е овде кај неговото тело. Понатаму, веќе од 12-та глава, на вистина, поентата ќе биде префрлена на црквата како тело Христово. Но овдека, точно овдека, проблемот е што луѓето не осознаваат дека лебот и виното, тоест ја губат од предвид жртвата на Христос, неговото тело кое беше пренесено во жртва. Тие не разликуваат, не разпознаваат дека од тој чин треба да биде одбележен Христос и таа жртва на крстот, тој распнат Христос, таа крв која беше пролеена, дава сила. И ние се собираме заради него, да бидеме со него, од кој што доаѓа силата. Тоа е духовното наситување е овдека поентата. Секој човек да се испита себе си и потоа да јаде од овој леб и да пие од оваа чаша. Да испита дали осознава зошто е сето тоа на крајот на краиштата. Зашто ние, иако има обичен леб и обично вино, ние на Господната трпеза реално го конзумираме, го примаме Христос. Ние реално се среќаваме со него. И тоа е суштината на Господовата трпеза. Ние имаме реално средба со него, ние грешниците. Ние реално застануваме пред него. И тој присуствува како што присуствуваше меѓу учениците на последната вечера. Тоа е испитување, тоа е реалното сознање. И таквата представа ја променува Господната трпеза. Не е само еден чин во кој што ние треба така да одминеме, да поминеме од ред, туку чин во кој треба да пристапиме со страв, со трепет и со очекување, радосно очекување за нова средба со Христос. И така, затоа вели испитајте се, зашто ако нели јаде недостојно, не се испитува, ако пристапи неодговорно, несериозно, тој јаде и пие собствена осуда. Испитај се себе си, погледни, вели Христос, апостол Павле, во срцето, види што има таму, во твојот живот. Има ли греф кој пречи ти да имаш вистинска средба со него? Зашто еден таков неодговорен, несериозен, лекомислен однос во поклонението или носи осуда. Кој јаде и пие недостојно, тој го јаде и пие своето следување, бидејќи не го разликува Господовото тело. Коринтијаните платиле цена. Има вели многу немоки, има неаки, вели мнозина и умреа. Нивниот однос на непокаяние, на упорност во гревот, на задоволување на своите си интереси, на своите задоволства, на своите представи, на своите вкусови, доведуваат до тоа многумина да се слаби, немокни, неаки, а мнозина и умираат. Дошле до смрт поред таа состојба. Знаете, Бог може да прати и болест, може да прати и смрт за таа наша неодговорност во поклонението што го пренесуваме. И ако Бог гледа толку сериозно на тие работи, колку посериозно треба ние да погледнеме. И продолжува, вели, зашто ако бевме се испитале сами себе, тогаш немаше да бидеме осудени. Но судејќи на Господ не превоспитува, за да не бидеме осудени заедно со светот. Затоа, браќе мои, кога се собирате на јадење, дочекувајте се еден со друг, ако пак е некој гладен некаде дома, за не се собирате за осуда, да не се собирате за полоша. Вели, Бог ве дисциплинира. Ако вие самите не се испитате, ако вие самите не се осудите, вие самите не се дисциплинирате, ќе дојде Божјата рака која дисциплинира. И тоа за добро, вели апостол Павле, за да не ве суди на крајот во пеколот со светот. Тој сега ќе ве дисциплинира. Сега ќе ве притиска. Ќе ве притиска до таму, додека не излезе она што треба да излезе од вас. Така да апостол Павле им дава солуција. Тоест им кажа, ако вие сами се испитавте,
немаше да бидете осудени од Бог. Подобро е, сами испитувајте се, сами подложете се на таа дисциплина, зашто така или инако ќе дојде тоа. Има ли во нас такви работи, гордост, елитизам, грев, што го нарушува единството со Христос, па и единството со другите? Во голема опасност сме ако дозволуваме светски модели да не водат, а не она што, како тоа што е било културата. Така правеле според културата, се делеле според поделбата што културата е наметнува. Има голема опасност ако ние воведуваме такви работи. Не само светот, светот е во нас, во нашето срце. Светот се изразува преку нашата суета, преку гордост, преку нежелбата да признаеме. Ако тоа не води, вели овој текст, има опасност. Голема опасност. Опасноста е секој наредна собирање, секој нареден настан да биде за полошо, а не за подобро. Да се испитаме, да видиме и да го направиме она што е неопходно. Да се покаеме. Така да сериозност, поклонението пред Бог си бара сериозност. Секој наше собирање овдека е прво за да му дадеме слава на нашиот Господ. Прво да се поклониме пред Него. Прво да се исполниме со Неговата благодат, со Неговата сила, со Неговата милост. Ако доаѓаме недостојни, не распознавајќи го сето тоа, тогаш на крајот се ќе биде за полошо. После славењето ќе имаме Господна трпеза. Тоа беа предупредувањата. Секој има, Бог е Бог на можност, секој има можност да дојде пред Него со покајничко срце и така достоен да земе Господна трпеза.